Младите сакаат да комуницираат на интернет, да објавуваат лични податоци, да ставаат слики од себе на социјалните мрежи, но не се доволно едуцирани. Потребно е да имаме безбедна дигитална средина. Закон има со кој се регулира превенцијата или заштитата од насилство врз децата, но отсуствува терминот сексуална злоупотреба на деца во онлайн просторот. Да се воведе овој термин во законската регулатива, да се промовира соработката меѓу институциите. Имаме многу протоколи, меѓутоа велам, треба секој од нас да го спроведува. Младите велат дека доколку десетина се во една просторија, секој од нив има да раскаже негативно искуство на интернет, свое или на некој близок. Дигиталниот простор е наша реалност. Децата растат, се развиваат во него без да имаат јасни насоки. Согласни се дека потребни се повеќе кампањи. Поради тоа што не се едуцирани колку често всушност се дешава злоупотреба на експлицитни материјали. Тоа лично што ме пишува, не ја знам, не ја познавам, нормално дека не да пратам на него фотографии. Доколку има одредени закани се може да се очува дека мора да ги испрати фотографиите, да се опрати кон возрастен, кон институциите, кон училиштето. Ќе се споделат дали на други луѓе, потоа ќе може да се мислам ќе не направи да се сеќава виновно. Треба да размислат пред да донесат некоја одлука дека не треба да прифаќаат непознати, дека треба да разговараат отворено. Од првата детска амбасада посочуваат дека потребно е да се здружат силите за да се создаде еден безбеден дигитален свет. Некогаш и колку да се едуцирани, секогаш е превенцијата на многу поважна отколку на тие кои ги користат пасвордите од луѓето или меѓусебно се злоупотребуваат во социјалната сфера. Знаете, имаше многу немили настани како јавна соба 1-2 и да не наведувам уште што се. Анализите говорат дека децата сакаат да разговараат и сметаат дека семејството е најдобро место за тоа, но не сакаат осудување, сакаат отворена порта. Ова е сликата што се почесто за жал може да се забележи на улиците. Младите со телефони во раце активни се на интернет, но не и во реалниот свет. Истражувањата велат дека 8 до 10 часа во денот децата поминуваат на интернет.